По една година мандат на ВД градоначалник Дејан Митевски ќе ја побара довербата од аеродромци. Следниве 4 години да ја води нивната општина. За него одлуката на владеачката партија е голема чест, но и одговорност. Во однос на прашањето, пред се честа што ја добив од страна на ВМРО ДПМН, страна на председателот, покрај тоа што е огромна чест, представува и огромна одговорност во насока на тоа да се представиме пред граѓаните во најдобро можно светло, да понудиме проекти и проектите потоа во наредниот 4-годишен мандат да ги реализираме онака како што очекуваат граѓаните од нас, впрочем што и нашата работа. Начело на аеродром е само 12 месеци, но тој период го одбележаа низа проекти за добробит на аеродромци. Да, во изминатиот период се фокусиравме на повеќе работи кои што се неопходни и есенцијални во рамки на општина Аеродром. Меѓутоа, она што е особено, што ми особено драго и ми представува едно задоволство во насока на реализација како проекти е тоа што за прв пат во општина Аеродром во овој мандат, во оваа измината една година, во исто време се градат основно училиште, детска градинка и спортска сала. Тоа во изминатиот период од постоењето на Аеродром не се случило досега и тоа е еден сериозен успех и за нас како локална самоуправа, меѓутоа и значајно од аспект на тоа што добивме огромна поддршка од страна на владата. Паралелно на тоа развиваме и инфраструктура, градиме, реконструираме спортски игралишта, нови паркови, меѓутоа овие три капитални проекти би ги издвел како едно достигнување кое што сметам и како успешно. На терен меѓу сограѓаните постојано е во контакт со нив. Ги слуша нивните пофалби и барања, но и критиките. Од тие средби ќе бидат извлечени низа идејни проекти за програмата со која ќе настапи на предстојните локални избори. Апсолутно, како градоначалник се трудам времето да не го поминам постојано во канцеларија или да биде во најмала рака поделено дел обврски кои што се неопходни да се завршат во рамки на општината, меѓутоа поголем дел од времето да бидам заедно со аеродромци, мајќи предвид дека жителите на аеродром најдобро знаат да укажат кои се проблемите и на што треба се фокусираме и да се насочиме за решавање. Дефинитивно од тие средби, од тие разговори со жителите на аеродром излегуваат прекрасни предлози кои што секако ги земаме во предвид при креирање на програмата, меѓутоа и во секојдневното работење многу често се случува да има барања од страна на граѓаните и веднаш како институција да постапиме и да им излеземе во пресрет на нивните барања. Паралелно на тоа, како кандидат за градоначалник, не како градоначалник, морам да кажам, се обратив и до сите правни лица, односно компании кои што постојат на територија на општина Аеродром и кои што придонесуваат и во развојот на општината и во вработување на луѓе да дадат своји идеи, свое гледање на работите, нешто што треба да го направи општината, а да им помогне во развој на бизнисот и на тој начин да овозможиме поголем број на инвестиции, поголем број на вработување и така натаму и во наредниот период ќе продолжиме со такви средби, поинтензивни средби, веќе работиме на предлог план како да побараме од граѓаните предлози со непосреден контакт, со директни средби и сметам дека ќе креираме една одлична програма. Аеродром добива кино сала, театар, центар за културни, забавни и едукативни настани. Пред неколку денови со големо внимание беше проследена оваа вест, а Митевски во интервју за Курир ги откри деталите. Да, основните проблеми постојат и постојат за да ги решаваме. Меѓутоа, аеродром за прв пат ќе има можност да добие еден мултимедијален простор со киносала, простор за театарски представи, простор за музички сценски настапи и така натаму, место каде што покрај тоа што сите уметници во аеродром ќе имаат можност да се представат, простор кој што ќе биде лесно достапен за користење, ќе биде простор пред се наменет за нашите сограѓани од дечињата до највозрастните, простор каде што ќе можат да поминат дел од своето време и ќе имаат лесно достапни услуги. Наместо дечињата да бидат по улици, ќе се обидеме со содржина и програма која што ќе ја понудиме на сите жители на аеродром, да ги привлечеме и да ги вратиме на културниот живот, имајќи предвид дека во изминатите години културниот живот е во многу замрен поради повеќе фактори, меѓутоа еден од факторите е и немање на ваков простор во аеродром. Општина со 100.000 жители, жално е што досега немала еден ваков мултимедијален центар каде што ќе можеме да ги однесеме нашите дечиња да изгледаат театарска представа, да го почувствуваат театарот, да ја почувствуваат сцената и на тој начин да им вградиме љубов во културата.
Од страна на некои негови претходници, аеродром беше развиван нерамномерно. Се посветуваше многу внимание на одредени населби, но другите делови како да беа запоставени. Го прашавме Митевски дали ќе ја поправи оваа неправда, а тој посочи дека во програмата ќе понуди и реализира проекти за сите населени места во општината. Да, дефинитивно, на што се трудиме и во изминатиот мандат, меѓутоа и во наредниот мандат е да аеродром добие подеднаков развој од Долно Лисиче до Мичурин, буквално сите населени места да добијат еднаков развој, како што споменав и претходно, за прв пат градиме спортска сала во Долно Лисиче, нешто што го немале 70 години. Таму постои основно училиште со 200 дечиња, 70 години веќе, и дечињата за жал немале до сега училишна спортска сала. Реконструираме водоводи, реконструираме повеќе улици низ населба Лисиче, планираме изградба на атмосферски канализации во делови од Лисиче кои што не се покриени, меѓутоа паралелно на тоа правиме инвестиции во останатиот дел од општината, градиме основно училиште во Мичурин, градиме детска градинка во Стар аеродром, реконструираме повеќе инфраструктурни објекти низ целата територија на општина Аеродром, мултимедијалниот центар кој што ќе биде во Ново Лисиче, повеќе паркови на различни места, така што се трудиме како општина максимално да го развиваме секој дел од општината подеднакво. Благодарение на поддршката од владата која што ја добивме во изминатиот период, ни се создаде можност да реализираме многу инфраструктурни проекти. Кога зборам за инфраструктурни, тука подразбирам и училишта и градинки, кои што претходно сме немале можност да ги реализираме, имајќи предвид дека буџетите на општините се ограничени, а особено буџетот на општина Аеродром, кој што е за многу намален, имајќи предвид дека приходите кои што сме ги добивале некогаш од комунали за изградба на згради се повеќе кратно намалени, од причина што во Аеродром во моментов нема таква градежна експанзија на нови згради, и тоа е нешто што го ветивме пред граѓаните пред 4 години, дека ќе ставиме ред во урбанистичкиот хаос кој што постоеше, меѓутоа секако ја плаќаме цената на тоа што имаме помали приходи, и токму затоа поддршката од владата беше добре дојдена за општините, за да можеме да реализираме голем број на проекти кои што потекнуваат од граѓаните. Ова се проекти кои што граѓаните ги побарале од нас и се навистина неопходни да ги реализираме.